Желните за слава со денови се жалеа дека представата што играат не може да доживее светска промоција. Правеа разноразни перформанси, а шашредисуваа публиката со своите несомнено одлични уметнички способности, но напусто, кога освен во обичаено Москва, не можеа да се пробијат и да направат кариера, да имаат публицитет на сцената која верификува успешни политички трилери. Оваа наша борба, поход, трае долго време, но нема голем одзив однапред. За разлика од други организирани револуции кои беа сликани, шминкани, продавани фотографии, видеа и така натаму. Среќа што меѓу нив има и поискусни луѓе што се разбираат, па малку помалку сумешно насочување при настапите. Полека почнаа да го откриваат тригерот преку кој може да дојде до вистинска експлозија на внимание, а сите светла конечно да бидат вперени во нив и во делото што долго ќе се памети. И затоа треба да бидеме свесни дека само 20 метра не делат од тамо кога ќе си го побараме сувереното право да одлучуваме. Реализацијата на оваа интересна идеја со која толку многу се збогати квалитетот на представата придонесе незината премиера да добие такво медиумско внимание, што ниту самите учесници во неа не го очекува, иако пред изведбата несомнено најавија дека тоа е нешто што ќе може да служи за пример, кој треба да се следи. Тоа е таква лекција по демократија што Европа не ја видела. Единствената забелешка што ја дава жирито се однесува на техникалии, бидејќи не е снимена професионално, па за да се види учеството на сите, да се определат заслугите, за да биде повидлива и потполно веродостојна. Според членовите на комисијата, мора да се вклопат и сцените кои што недостасуваат, за да се вобличи целото сценарио, изведбата и да се наградат сите што учествувале во неа. Немаше јавност. Согласно законот за собрание, собранискиот канал да пренесува седницата. Немаше. Не може со мобилен телефон јавност да ја прави. Ова навистина принципиелна забелешка која од авторско правен аспект значително ќе придонесе за подобрување на продукцијата. Сепак е неважна за една од звездите на филмот, која откри како во последен момент бил малку видоизменет договорениот синопсис. Гледате за еден села. Заклане овде, таму лежи, вие сте следне, ве убиваме, вие сте. Впечатоците за одличното сценарио се неподелени. Тоа е факт кој е дури и меѓународно верификуван, но сепак се смета дека причината за неговата промена се должи на слободна интерпретација која зависела само од волјата на продуцентскиот тим, кој откако утврдиле дека се работи за гледлив материјал, решиле дека би било добро тоа да не се случи во оваа епизода. Тука баш ако дошле да губиат, може да губиат до него беа, така? Значи не им била намерата да губиат, туку веројатно ги понело револтот. И на крајот, дежурните критичари го кажаа својот збор. Некои луѓе премногу гледаат филмови вака, мислам, очигледно се внесуваат во некои измислени сценарија. Не е проблем во гледањето филмови со измислени сценарија. Тоа понекогаш може да биде и забавно. Проблем е кога во вистинско сценарио некој, како на филм, ама во очите што го гледаат, и си ја погледне сопствената смрт.